Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Новинарското истражување на Бирн пресмета дека проектот Скопје 2014 досега ги чини граѓаните 684 милиони евра. Но зачестените вести за прокиснување и поплавување на објекти од овој проект, како зградата на Државниот архив и Археолошкиот музеј, театарот и други, значат дека таа бројка нема да застане на 684 милиони, зашто очигледно ќе бидат потребни многу пари за санирање на лошите градби. Чија е одговорноста за ова? Дали некој ги истражува пропустите? Каде се има проблеми? Како ќе се решаваат тие? Ова се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговараме со Пеце Мирчевски, директор на Владината служба за општи и заеднички работи, која е инвеститор на дел од проблематичните градби. Нема да ја заобиколиме ниту доминантната политичка тема во овој период, прашањето за името и шансата за брзо исчекорување во интеграциите. Ќе видите како помина денешната средба во Атина на градоначалниците на Атина и на Скопје, а ќе одиме и до Брисел, во потрага по одговорот на прашањето дали 2025 година е достижен рок за влез на Македонија во Европската унија. Кон крај е саботажата. Бидете на Алсат, почнуваме по кратка пауза. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι πρώτη φορά. Έχουμε καλή συνεργατική με τον φίλο μου Γιώργος και αυτή είναι η ελληνική μου. Τώρα... Петре Шилегов го заработи овој аплауз за својот вовед на грчки јазик на пресконференцијата по средбата со градоначалникот на Атина, Јоргос Каминис. Шилегов и Каминис изјавија дека не разговарале за прашањето за името, но ги охрабрија владите на двете земји да продолжат со напорите да го решат спорот. Средбата побуди голем интерес во грчките медиуми. Во Атина е Славица Филиповска. Со средбата која помина во позитивна атмосфера овде во Атина, градоначалниците на Атина и на Скопје се обидоа да придонесат за дополнително релаксирање на односите меѓу двете земји во период на сериозни обиди за затворање на прашањето за името. Јоргос Каминис и Петре Шилегов рекоа дека не зборувале за спорот за името, но најавија потпишување на меморандум за соработка меѓу двата главни града. Μιλήσαμε όμως και για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ενεργοί πολίτες. Зборувавме и за улогата што граѓаните ја имаат во нашите општества и потребата од континуирана комуникација со локалните власти. Важен е и периодот кога се случуваат сите овие работи. Интензивирањето на преговорите меѓу двете земји и динамиката во последните неколку недели креира оптимистички чувства дека разликите што ги разделуваат двете држави ќе бидат решени. This meeting of ours is to send a message to the government to increase them, to continue with the process, to solve the problems, so the citizens from Athens, citizens from Skopje, to be able to have normal communication between each other. Bearing in mind that our citizens face the same challenges in everyday life, the exchange of experiences and the deepening of the cooperation will contribute for the mutual participation in finding solution for the modern needs of our fellow citizens of both cities. Грчките новинари не ја пропуштија шансата да го прашаат првиот човек на Скопје што планира да прави со спомениците во центарот на градот, за дел од кои во Грција има чувство дека се провокација. Mayor, I would like to ask you if you believe that the constitution of your country should be changed, and what do you believe about the monuments that have been placed in the past in your capital? The governments are in the middle of the process of negotiating. Taking any public statement about negotiating process will not help the process. Neither me, neither the mayor of Athens, we are not involved in the process, and we don't have any details about that. So that's my comment. We have a problem in the center of Skopje with the monuments. We already established several committees because it's a different jurisdiction between separate municipalities, Ministry of Culture, to solve this problem. So it's an ongoing process.
По пресконференцијата прашав дел од грчките колеги за интензивираната комуникација меѓу двете земји на повеќе нивоа, како и за атмосферата во Грција по националистичкиот протест кој пред неколку дена се одржа овде во Атина. This is a very important issue for both our countries. So as in all the very important issues, people are more or less divided, as I guess that the people in your country are. So there are people that they want a solution. They say that it's a problem that has been going on for many, many years. It's an issue that has to be resolved. This is a part of people. And there's another part of people that they say that we shouldn't resolve the issue because it's not in our best interest. So I think that the politicians should consider everyone's opinion. Both countries, Greece and Fyrom, have the same interests in the region. There is history in the past took the two countries away, but the goal is to look to the future. Greece is already present in Fyrom economically, and there are many fields that both countries can and should enhance their cooperation. Домакинот на Шилегов, градоначалникот на Атина Јоргос Каминис, го привршува вториот мандат на чело на грчката престолнина. Политички припаѓа на ново формираното движење за промени, кој има 26 пратеници во грчкиот парламент и се смета за потенцијална база за поддршка на евентуалниот компромис за името. За 360 степени од Атина, Славица Филиповска. Интензивираните преговори за името коинцидираат со објавувањето на стратегијата на Европската комисија за понатамошно проширување на ЕУ, која ја дефинираше 2025 година како можен рок за прием на нови земји членки во Унијата. Први претенденти за влез се двете држави од регионот кои веќе водат пристапни преговори – Црна Гора и Србија. Можно ли е Македонија да се качи на овој воз е прашање што ќе го поставиме на Светлана Јовановска, дописничка од Брисел на novatv.mk. Јовановска, во регионот има различни реакции за документот, за едни е разочарување зашто очекувале по-конкретно залагање од ЕУ, за други е потврда дека Европската Унија дефинитивно го сака Западниот Балкан како дел од себе. Што би рекле вие и особено што значи овој документ за аспирациите на Македонија? Оваа стратегија не може и не смее да биде разочарување ни за Македонија, ни за Балканот. Ако бидејќи знаеме дека во последните години Балканот беше тотално одсутен од европската сцена, немаше никаква иницијатива во таа насока. Последната датира од летото 2003 година со Солунската агенда. Откако е Јункер на чело, да подсетам само дека тој даде изјава кога стаса во комисијата, даде изјава дека до 2019 година нема да има проширување на Европската Унија и со тоа некако фрли студена вода врз сите балкански земји. Јункер беше многу критикуван заради оваа изјава и можеби овие критики допреа до него. Но сепак има тука многу посериозни елементи за оваа стратегија отколку евентуалната грижа на совест на Јункер. ЕУ пред се поаѓа од своите интереси. За неа се најважни борбата против тероризмот и мигрантската криза. А тука Балканот има значајна улога, значајна безбедносна улога. Овие кризи не смеат да излезат од контрола. И Македонија станува повторно позитивна приказна во регионот за Европа, како што беше и порано, и се враќа во центарот на европската сцена. Ако Македонија покаже дека е сериозна во интеграцијата, дека реформира, таа ќе биде перфектен пример, например, за Србија, која е всушност најважната земја за Европа на Балканот, но Србија, како што знаеме, над Србија е надвисната на известен начин сенката на Путин. Србија кажа дека не сака да влегува во НАТО и ако многу се притиска врз неа околу Косово, може Србија да и го сврти грбот и на Европската Унија.
Датумот за нас е доснижен, јас би рекла, 2025 година, тоа се 7 години, ние знаеме дека ние го хармонизираме нашето законодавство уште од 2001 година со европското. Во однос на нашите реформи има многу да се зборува, но јас би го спомнала повторно фамозниот национален консензус, што ние се уште го немаме. Од ВМРО во последно време доаѓаат, од новото ВМРО доаѓаат нови убави изјави во таа насока, но собранието и понатаму останува блокирано. Вие деновиве во Брисел направивте интервјуа со еврокомесарите Хан и Могерини и токму Могерини во еден од одговорите на вашите прашања го потврдува ова што вие го зборувате, дека 2025-та може да биде достижна и за Македонија. Да го видиме делот од тоа интервју. Even the perspective of the time framework that I would like to stress is not a target, is not a deadline, is a perspective, but a realistic perspective is there for the countries that are negotiating in this moment, but is there also for the countries that might start to negotiate in the coming months. And I personally hope and wish and believe that Skopje will be one of those. But again, this is a personal wish. We still need to work in that direction on many different issues. But I think that we have a few months ahead of us where we can achieve this result. And again, the perspective of the time framework of 2025 is there for those that are currently negotiating, but also for those that might start negotiating in the coming months. Ја слушнавме Могерини. Јовановска, дали во Брисел е расчистена дилемата кога Македонија може да ја очекува прочистената, чистата препорака за почеток на преговори, без која не може да се оди кон следната етапа, а тоа би било да се бара консензус во Советот на Европската Унија за отпочнување преговори. Се споменуваше февруари, но се споменува и април. Се уште не е расчистено. Се уште не знаат, вчера разговарав со луѓе од Европската комисија, се уште не знаат дали таа препорака ќе биде објавена крајот на февруари, може би Јункер ќе ја донесе во Скопје на 25-ти, но се уште не е ништо не е утврдено. Тука станува збор за Македонија и за Албанија, значи две земји што чекаат препорака. Албанија никогаш немала препорака, а ние ја добивме, а ние ја загубивме. И сега нејзиното враќање оди некако во пакет со Албанија. Не знаат дали уште треба да ја објават во февруари, можеби во март или на 17 април кога ќе се објавуваат извештаите, годишните извештаи. Комисијата би сакала ова прашање да се најде на масата на европските лидери на самитот во март, но за февруарскиот тајминг има приговори, има Грција, но не само Грција. Грција сака да има стапи морков за Македонија во преговорите за името, но има и други земји кои на известен начин не сакаат балканско предозирање во еден кус период. Два-три збора за тоа зошто други земји се противат, затоа што има една важна работа за земјите членки, а тоа се правната држава и сите тие реформи кои што од нас се очекуваат. Правна држава, независно судство и почитување на фундаменталните права. Тоа е всушност суштината на Европа и е единствениот клуч за вистински влез во Европска Унија. А ние сме далеку од сето тоа. Да, ние имаме закони, институции, но со примена стоиме многу слабо. Знам дека тука многумина ќе кажат, ама тоа не е точно, ако го решиме името, ние утре дента ќе влеземе во Европска Унија. Морам да им кажам дека тука се лажат. Ние можеме да почнеме да преговараме, ако се согласи Атина, но не смееме да сметаме на тоа дека ние ако го смениме името, ќе добиеме отворени врати. Не затоа што само името не ни е билет за влез во Европска Унија, тука не чекаат сите реформи и тие реформи бараат време, бараат всушност и промена на менталитетот на известен начин. Например, ако ни дојде нов Груевски на власт, можеме да кажеме збогум на влезот во Европска Унија.
кога сме веќе кај прашањето за името. Каков е односот на Брисел кон оваа тема и дали е точен впечатокот дека можеби водејќи се од јавните изјави од Скопје и од Атина во Брисел има еден впечаток дека е тоа речиси абсолвирано прашање, иако се чини дека сепак до договор се уште има многу пат да се оди. Да, очигледно дека има, но во Брисел врие од оптимисти. Тука сакам да го цитирам тука нашиот министер за надворешни работи Никола Димитров, загрижени оптимисти, како што во една прилика тој самиот рече. Како и да е, во Брисел се подготвуваат за финале со решен спор. И тие очекуваат храбрости од Заев и од Ципрас. Притисокот врз нас е познат, станува збор за влезот во НАТО и преговори со Европската Унија, но и врз Ципрас има европски притисок со економската криза. Например, Пиер Московиси, комесарот за финанси, беше мислам вчера во Атина и изјави дека во август го гледа крајот на тунелот на кризата во Грција. Значи Европа најавува дека нема повеќе да има нови економски програми со кои на грците им се наметнува да го затегнуваат кајшот и да штедат, но ќе мора да има известна соодветна постпрограма за мониторинг на примената на економските мерки и тука Европа има некаков адут во ракавот. Се разбира, овде никој нема да ви каже дека е тоа така, бидејќи врз земјите членки не се прави притисок, никој не сака да ги понижува и така натаму, но пораката е јасна, особено што Ципрас на есен влегува во изборен период. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам. Во продолжение ќе се посветиме на темата за прокиснувањето на дел од објектите од проектот Скопје 2014. Чија е одговорноста што новоизградени објекти покажуваат вакви фалинки? Колку ќе ги чини ова граѓаните и како ќе се решаваат проблемите? За ова вечера ќе разговараме со директорот на Владината служба за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски. Тој е во студиото. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте. Разговорот со директорот на СОЗР е по кратка пауза. Ве поканувам да бидете назад. Продолжуваме со 360 степени. Бројчаникот на Бирн засега покажува дека Скопје 2014 чинело 684 милиони евра. Но очигледно сметката на крај ќе биде многу поголема, меѓу другото и затоа што новите градби од овој проект веќе покажуваат сериозни аномалии. Никола Здравковиќ. Пред 4 дена се поплави архивот на Република Македонија. Малку подолг дожд беше доволен за да прокисне кровот на новиот објект од Скопје 2014, вреден 42 милиони евра. Оваа поплава само ја освежи меморијата на јавноста, кога пред околу 2,5 месеци се поплави новиот театар. Дожд, малку посилен и подолг од вообичаеното, беше сосема доволен водата да влезе во неколку простори од барокното здание, вредно 38 милиони евра. Според владата, овие објекти не се единствените кои не можат да го издржат клинчот со дождот. Не е само зградата на архивот проблематична. Знаете дека 90% од зградите кои што се изградени во рамки на проектот Скопје 2014 ги покажуваат истиве проблеми со кои што се соочуваме секојдневно, како влада, ние, меѓутоа институциите кои што таму работат, вработените. Таа проценка се прави, очекувајте да излеземе во јавност наскоро со информација. За изградбата на објектите од Скопје 2014 платија граѓаните. Според пресметките кои ги направија новинарите од Бирн, од нивниот джеб за овој проект биле потрошени повеќе од 684 милиони евра. Кој сега ќе треба да плати за поправките? Ова е можеби главното прашање кое ќе треба да биде одговорено откако владата ќе се осигура дека е спасено она што не може да се плати со пари – архивската граѓа. Математиката е прилично проста. Доколку изградбата на овие објекти чинеше стотици милиони евра и крпењето сигурно нема да биде ефтино. Од Министерството за култура, кое е надлежно за Македонскиот народен театар, Музејот на ВМРО и Македонската филхармонија, велат дека поплавувањето на театарот не ги чинело ниту денар.
Кај Македонскиот народен театар, каде што прокиснува во делот на една од терасите, минатата година на 2 пати интервенираа изведувачите Страбак и Бетон Штип. Со оглед на тоа дека објектот е се уште во гарантен период, превземените активности се натовар на изведувачот. Според законот за градба, гарантниот период за градбата е 10 години, додека за инсталациите се покуси роковите, во зависност од понудата и од производителот. Сепак, најавите не се такви од службата за општи и заеднички работи, чие претходно раководство ја нарача и плати зградата во која е архивот. Тие велат дека гаранцијата за новите објекти била само 2 години од денот кога е издадена употребна дозвола. Конкретно за архивот, гаранцијата е истечена, што значи дека бројчаникот на Призма ќе врти уште многу над сегашните 684 милиони евра. Дали оваа дополнителна сметка ќе треба да ја платат граѓаните или оние кои граделе и нарачувале, се утврдува во моментов. Од Министерството за култура велат дека Државниот завод врши ревизија, а се преиспитува и целиот проект кој е во надлежност на овој владин ресор. За дел од проектот веќе известно време се интересира специјалното јавно обвинителство, а од скоро и републичкото, чие седиште се наоѓа токму во една од зградите, која што и самата би можела наскоро да стане предмет на истрага. Најавив наш и ваш гостин вечерва е Пеце Мирчевски, директор на Владината служба за општи и заеднички работи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Очигледно е дека има проблеми. Имате ли увид во кои од зградите, во кои службата за општи и заеднички работи е инвеститор, има проблеми? Добро. Значи, проектот Скопје 2014, кој го водеше претходната власт, беше од неколку аспекти проблематичен и не можевме во тој период да знаеме што се правило и како правила претходната власт. Јас сакам да зборувам само за објектите кои службата за општи и заеднички работи се јавувала како инвеститор. Неколку објекти се такви кои се работеле преку службата. Тука е Државниот архив на Македонија, каде што како што најекспониран во овој последен период. Таму покрај Државниот архив сместени се уште 2 институции, тоа е Уставниот суд и Археолошкиот музеј на Македонија. Исто така во објект кој бил и се градел како инвеститор била службата за општи и заеднички работи, Министерството за надворешни работи, зградата на Агенцијата за аудиовизуелни комуникации и во истата таа зграда е сместена и Агенцијата за млади и спорт и уште неколку други помали објекти кои ги работела службата. Сакам да напоменам дека со моето доаѓање на функција директор на службата за општи и заеднички работи, сите проектни изведувачки работи беа завршени на сите објекти што ги водела службата и исплатени биле над 95% средствата по достигнати ситуации. Освен еден објект, тоа е објектот за јавна администрација и факултетот за драмски уметности кој се наоѓа спроти Министерството за надворешни работи, кој го најдовме во една фаза која сега во моментов е во завршна фаза, 30 дена треба да биде встелив и да заокружиме сите работи кои ги имавме од Скопје 2014 како служба. За зградата рековме во која што е сместен Државниот архив, таму има и други институции, сме свесни и јавноста гледа овие денови што се случува и не е прв пат таа зграда да прокиснува и да биде поплавувана. Дали во дел од другите објекти што ги споменавте, а во кој инвеститор е службата што ја водите, има проблеми? Така, значи, покрај архивот таа зграда што има проблеми, исто така во комуникација со министерствата и со органите кои се сместени во останатите објекти, се јавуваат некои проблеми. Например, во Министерството на надворешни работи протекува исто така кровот. Има пукнатини во делот на објектот. Течат од неколку страни објектот во време на дождови кои се јавуваат. Меѓутоа, објектот на Министерството на надворешни работи е предаден пред неколку години на самото Министерство и Министерството си има обврска да се грижи за негово одржување и реконструкција. Исто објект во кој има недоследности во делот на градбата, односно пропусти во градбата, е објектот на Државниот завод за ревизија и Геолошкиот завод. Тоа е објектот сместен некаде каде што беше поранешната служба за општи и заеднички работи спроти неа. Се работи за објект кој е се уште под гаранција и таму ние со изведувачот кој ги изведувал работите ургираме, односно го задолжуваме да ги заврши и да ги врати во првобитна состојба онака како што е по проект и по договор со службата. Значи, вие набројувате 3 објекти. 3.
тоа не се сите од Скопје 2014, но се висок процент од објектите во кои што инвеститор е службата, во кои што има очигледно сериозни проблеми. Имате ли проценка колку чинат евентуалните поправки? Па немаме проценка, бидејќи јас напоменав, сакам да кажам уште еднаш, со завршувањето на градбата на објектите, секој објект има се прави технички прием и употребна дозвола се дава на објектот и потоа се префрлаат на користење, на одржување и грижа за објектите на самите институции кои се вселуваат во објектите. Дали тоа значи дека сега тие треба да ги санираат објектите? Да, тие треба да ги санираат објектите со собствените буџети, бидејќи си преземале одговорност и си преземале обврска дека ќе се грижат за тие работи. Има заклучок на владата на 30 и некоја седница на владата од претходната влада каде што имаат задолжение да се грижат, да си направат технички, да си направат набавки за одржување на сите овие објекти. Споменавте гарантен рок, споменавте дека една од тие згради, тоа е она во која што е сместена државната ревизија, е се уште во гарантниот рок и дека тоа го користите како основ да барате од фирмата која што гради да ги поправа пропустите, но што со овие други згради кои што имаат проблеми, а гарантниот рок е истечен? Таму каде што гарантниот рок е истечен, ќе мора органите на управа кои се сместени во тие објекти од собствениот буџет да ги санираат тие. Да ги санираат тие поправки што треба да ги направат. Јас не сакам да прejudicирам каде е проблемот што овие згради во овој краток период последната градба почна да покажуваат многу недоследности, односно почна да прокиснуваат, некои други проблеми да се јавуваат, меѓутоа треба да се бара виновникот некаде во сите чинители кои учествувале во градбата на објектите. Тука зборувам од инвеститорот до проектантот, до изведувачот на работите, до надзорниот орган. Јас не сакам Да, ќе зборуваме за тоа. Сакам само да расчистиме, бидејќи има некаква недоумица. Од Министерството за култура се повикуваат на Законот за градба и споменуваат дека тој предвидува 10-годишен гарантен рок. Вие зборувате за 2-годишен гарантен рок. Што се законските рокови? Постојат ли или сепак е се сведено на индивидуалните договори за градба? По Законот за градење нема законска обврска за гарантен рок на било кој објект. Во договорите што ги има правна службата за општи заеднички работи со изведувачите стои клаузула, имам ја еден договор, тука можам да ви го покажам баш со архивот на Република Македонија, каде што стои дека гарантниот рок на работите е 2 години. Има една друга клаузула во Законот за облигациони односи, каде што вика дека изведувачот е должен 10 години да даде гаранција, меѓутоа тоа е на стабилноста на објектот. И предпоставам дека Министерството за култура се повикуваат на тој дел од законот. Иначе по Законот за градба нема никакви обврски за гарантен рок на објектите. Иако морам да забележам дека она што се случува во МНТ последните месеци не е директно поврзано со стабилноста, или да се надеваме не е директно поврзано со стабилноста, туку и таму станува збор за поплавување и прокиснување на тој објект. Дали на ниво на влада е разговарано за овој проблем? Ние на последната седница на владата разговаравме за проблемот на архивот на Македонија, бидејќи таму се наоѓа архивска граѓа на Република Македонија која е од национално богатство за државата. Овој проблем не го знаеме од сега. Ние 2-3 месеци веќе задолживме еден од министрите без ресор да го реши овој проблем, односно даде предлог за решавање на овој проблем. Ние разговаравме на минатата седница на владата, донесовме некои заклучоци и во наредниот период мислам дека ќе излеземе со некои решение околу архивот на Македонија. Од раководството таму велат дека најдобро би било да се вратат во старата зграда. Добро, јас нема да коментирам тоа што викаат од раководството на архивот на Македонија, меѓутоа една работа мораме да бидеме свесни дека во објектот каде што биле претходно, а они се согласиле да се ислаат од тој објект и да влезат во овој објект, веќе има инвестиции, односно тој објект е доделен на основното јавно обвинителство за организиран криминал и они имаат веќе инвестиции во тој објект. И тој објект е веќе прилагоден за нивните услови на работа. Така да мислам дека тоа тешко би било изводливо, барем во оваа фаза. Како што е градбата. Веќе вие индиректно го начнавте прашањето за одговорноста и тоа е веројатно најзначајно за јавноста.
Што на вистина се случило, каде лежи одговорноста за нови објекти да покажуваат вакви аномалии само на извесен период месеци, некои или година, две по нивното пуштање во употреба. Имате ли отприлика представа каде е проблемот? Во фазата на проектирање, во фазата на изградба, кај надзорот, техничкиот прием или во сите тие етапи има проблеми? Јас, како што кажав и пред малку, не сакам да прejudicирам каде е одговорност и каде е пропустот во овие работи, меѓутоа, како што кажав, во некои од овие субјекти кои учествувале во делот на реализација на овие објекти, има некои пропусти. Недозволиво е објекти 3 до 4 години стари, од кога се изградени предадени на користење на органи на управа, да се јавуваат вакви недоследности во објектите. Има институции во државата кои тоа треба да го проверат, да видат каде е проблемот. Јас не сакам да верувам дека некој надзорен орган, било кој и на било кој објект, дека потпишал градежни книги и ситуации, а немало вградено тоа што било предвидено во проектот или тоа што било вградено количински во објектите. Оти по цена на чинење на квадратен метар, тоа воопшто не се ефтини градби. Например, зградата во која што е сместен државниот архив, некаква прелиминарна математика покажува дека таму 1 квадратен метар оди над 2000 евра, што е прилично висока цена. Ја ќе ви кажам дека за архивот на Република Македонија, објектот, кој е еден од најскапо изградените објекти во Скопје 2014, она што е исплатено од сметката на службата за општи заеднички работи по сите основи, анексно договори, договори за проектирање, договори за изведба, за надзор, потрошени се 2 милиарди и 200 милиони денари. Тоа е отприлика 36-7 милиони евра. 37. Да. Предоставам дека онаа бројка со која манипулира Бирн или некој од другите медиуми е целокупната бројка и на мебелот што е сместено над и другите работи што ги имаат органите потрошени. Да, се споменуваат 42 милиона евра. Дали сепак на крај ќе се испостави дека главен проблем е зоната во која што се правени тие објекти? Тоа е непосредно на кејот на реката Вардар. Многу архитекти зборуваат дека тоа на некој начин ќе биде урбанистичко злосторство, бидејќи тоа е зона во која што едноставно не смее да се гради. Јас, како директор на службата, не би сакал да го коментирам тоа. Тоа го оставам на стручните луѓе кои им е тоа дел вокација по работи, треба да кажат своето мислење. Моето мислење е дека таму точно, дека не треба да има објекти од неколку аспекти. Сакам да кажам дека сите објекти овие што ги има работено службата за општи заеднички работи, веќе ги направи проверките на документацијата на назад, имаат геомеханички испитувања на тлото каде што се градени и во тој аспект они ги издржуваат. Меѓутоа, дали таму треба да има објекти? Во делот на подземни води, веќе знаеме дека Скопје лежи на високи подземни води. Од аспект на поставеност, како што е поставеноста на објектите во тој цел реон на градби, јас, како што кажав претходно, ќе оставам тоа стручните лица, архитектите претежно да кажат дали е тоа во ред или не е во ред. Знаеме дека во изминатиот период се кажува многу работи, многу критики имаше за овој проект во јавноста и од стручните лица и од политичките партии. Меѓутоа, тој објект се изгради објекти, останаа во наследство на оваа власт. Ние ќе мораме да се грижиме за тие објекти, за да не се руинират и да не се распаднат. Да го изостриме уште малку аспектот на одговорноста. Дали вие во вашата служба, не велам лично вие, имате некакви индиции за незаконско постапување во фазата на тендерирање и се што понатаму следело во изградбата за овие објекти во кои што службата е инвеститор? Во изминатиот период од неколку месеци од кога сум директор на службата, имаме соработка, соработуваме и секојдневно и со Министерството за внатрешни работи, посебно со делот за организиран криминал, со основното јавно обвинителство, со специјалното јавно обвинителство, со финансовата полиција. Јас не би сакал да прejudicирам и не би сакал ништо да кажувам, веќе сепак има неколку постапки кои ги тераат овие органи, за да не го нарушам процесот на истражна или предистражна постапка. Јас не би кажувал ништо, меѓутоа има интерес за дел од работите што се случувале претходно од овие органи, они прибираат документација и се надевам дека кога ќе ги приберат сите материјални докази, дека ќе излеземе заеднички, ќе кажеме што и како се случувало во претходниот период. Ова се однесува на овие објекти што го зборувате интересот на органите на програмата? Јас зборувам генерално, не би сакал да нарушувам постапката која ја спроведуваат овие органи што ги напоменав. Тие сите ве контактирали и барале определен тип на документација?
информации. Да, ние соработуваме по службена должност и секојдневно за повеќе предмети, не само за ова што вие го посочувате. Се појави една информација дека редовното обвинителство отворило предистрага, но некако се чини дека таа не е баш директно поврзана со овој дел од проектот и проблемите. Вие споменавте и други институции што се интересираат. Имаме фактичка состојба која некако ќе мора да се решава. Што според вас е решението? Видите така, објектите кои се изградени и кои се дадени на користење, односно нивна собственост е дел, веќе се предадени од владата на користење на органите што се наоѓаат во нив, ќе треба да ги одржуваат и да се грижат за нивното функционирање. Тоа е така е напишано во договорите на преземање на објектите и во моментов тоа така и функционира. Дали они ќе ги одржуваат, дали владата ќе преземе обврска да ги одржува сите објекти, тоа ќе оставиме на времето да видиме, меѓутоа во принцип органите кои се сместени во самите објекти треба да се грижат комплетно за одржувањето, за тековното инвестирање и за сите други работи што се случува во нив. Имате увид дали имаат во буџетите за оваа година определено пари за тој тип на интервенција? Таков увид немам во нивните буџети, јас имам увид само во мојот буџет. Според вас ќе треба ли сепак еден централизиран пристап за каков што еве пред малку зборувавте како можност? Па мислам дека на крајот од денот ќе мораме да најдеме едно решение такво заедничко за да го решиме овој горелив проблем кој мислам дека само ќе се продлабочува од ден како ќе одминува времето. На почетокот ве прашав, уште еднаш ќе ве прашам, имате некаква груба представа за колкава сума на пари станува збор во делот на евентуалните санации? Не, немам груба представа, заради тоа што сепак, ви кажав, објектите се во владение на министерствата, на органите на управа, они најдобро знаат што се случува таму. Ние комунициравме во меѓувреме, како што кажав, во оние објекти каде што има проблеми, меѓутоа тоа беше претежно во делот на доставување на проектната документација, да видат што било предвидено, што е вградено и што од тоа може да поправат. А проблемите со кои што се соочуваат објектите се сепак од таков тип за да може да бидат санирани или може да се случи дури да треба да се напушта евентуално објект? Не, мислам дека не сме стигнати не е работата стигната до таа фаза. Сепак овие се полесни оштетување на објектите, посебно од протекување на објектите при врнечи, така да мислам дека не станува збор за проблеми во статиката или проблеми во стабилноста на објектите. Кога го спомнавте ова, директорот на Државниот архив споменува наводно проблем со некој од најгорните спратови, дека наводно тој натежнува на објектот и дека дури од не дај Боже посилен земјотрес може и да се случи сериозен проблем. Имате вие сознание? Не сум информиран, немам сознание за таа работа, меѓутоа ако е така, тоа треба многу брзо да се реагира и многу брзо треба да се преземат мерки за санација на тој објект. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Ве поканувам да останете на Алсат. Следува уште една кратка пауза, а по неа е саботажата. Наред е саботажата на Сречко Поповски, таа допира дел од темите што вечерва беа дел од ова издание на 360 степени. Непризнавањето на потезите за кои постојат јасни свидетелства, игнорирањето на непобитните факти и прикривањето на сопственото и тоа блиско минато, зборува за тоа дека промените не се суштински, туку само козметички. Никогаш немало изјава од ВМРО ДПМН против Соединетите американски држави. ВМРО ДПМН нема да дозволи понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките прашања на земјата. Против Соединетите американски држави, ВМРО ДПМН никогаш не дало изјава. Некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика мора да престанат да го прават тоа. Во тие изјави никогаш не беа споменати Соединетите американски држави. ВМРО ДПМН го напушта форматот на состаноци и преговори со други политички партии во кои учествуваат
амбасадори, странски посредници или представници на други држави. Одбивањето да се прифати одговорност и обидот со театралност да се прикаже блискоста од која и натаму не може да се почувствува искреност, наликува на идентитетската фасада со која упорно се бандажираше исчашениот историски зглоб, за чија преврска наместо вистински намери се кријат докази за криминал, неспособност и национален срам. Јас сум убедена дека овој прекрасен објект, кој што е едно сведоштво за нашето минато, поврзувајќи ја и сегашната, се разбира, и мината, ќе представува еден објект кој што многу ќе има една далекосежна мисија. Новите објекти на МНТ и археолошкиот музеј попуштија од обилните врнежи. Сите овие објекти даваат го сликуваат нашиот идентитет, идентитетот на Република Македонија, на сето она што го имаме и како вредностен аспект. 90% од зградите кои што се изградени во рамки на проектот Скопје 2014 ги покажуваат истиве проблеми. И не се проблем само објектите, туку и луѓето. Упорното товарење на администрацијата која се третира како безбедна скривница за партиските медиокритети, напукнува од огромниот неиздржлив притисок. Кабинетската досетливост на политичките мезимчиња била, а очигледно и натаму се толерира до таа мера, што најгрубо се подигрува со здравиот разум. Имаше еден многу карактеристичен случај, земав телефон, се јавив директор на едно јавно предпријатие од надреžноста и гледам оделение за сметководство. Кажете ми, објасните ми што е работева, зошто, што е улогата на овие луѓе. Ова фактурант, фактурист и фигурант, па вели фактурант, тој фактурира за услугите. Фактурист, тој ги прима фактурите и ги книжи. А фигурант, па тој немале што да му, какво звање да му дадат, па фигурира во систематизацијата и се вика фигурант. Ваквата состојба јасно покажува дека државниот апарат се става во функција и се користи единствено за остварување на крајната цел, а тоа е од него да се црпи квалитетен кадар, ама не за работа, туку за подмачкување на совршената гласачка машина, која испорачува власта, како единствен продукт за кој се интересира политиката. За разлика од овие световните, оние што ја црпат од озгора наместо да најдат форма да ја споделуваат, реагираат како размазенковци кога некој ќе им спомене дека воопшто не мислат на фигурантите, односно на паствата, туку само на себе. Обично млади луѓе кои имаат по 20 на години, 25 и така натаму, сега не можам да говорам за имотната состојба на нивните родители и така натаму, возат далеку по луксузни возила, од што ги возат свештените лица или што ги возат епархиите што ги имаат. Имаме две возила, едното возило е шеска, другото четворка, мислам Ауди. Значи, старото е возило веќе 19 години старо, сме го чувале, сме го пазеле и уште во употреба, а другото е 8 години старо. И на крајот, луксузно или не, секој треба да се внимава и да се го чува тоа што е негово. Тоа од стар човек сум го чул дека кога ме праша една што најмногу се брани во животот. Ја не знам да му одговорам, сака да реков фамилијата, најблискиот, деца, сопругата, не ви. Украденото. Тоа што не е твое. Ако минатото се заборава, а сегашноста е минлива, тогаш е време да се украде иднината, за да има што навистина да се брани. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Ке се видиме в понеделник од 22:30. Пријатно.